Видете, први не знам од каде ви се калкулациите за 100 милиони евра, меѓутоа не и се. Самите земјоделци излегоа со изјава во која што викаат ако ќе собереме 20 милиони од ова, 20 милиони од ова, отприлика е 100 милиони евра. Треба вие подобро да знаете и од нив и од мене колку се должи за субвенции, за кој период, кога ќе се исплатат, ги имате ли парите? Први не треба да се грижат земјоделците, пари има доволно. Меѓутоа секогаш на мој медиумски настап, секој теренски настап, секоја комуникација на било кое ниво, мораме да фатиме генезата од почеток до крај. Затоа што ние сме држава со големина таква како што сме, со економија таква како што сме, и со наследени проблеми, тие кои што ги наследивме. Да ве подсетам, ние преземавме владата, ова не е изговор, ова е само факт кој што сакам да направам една генеза. Кој ветивте дека ќе ги решите уште во предизборна кампања, кога одевте и имавте тоа сакам протести да ви кажам. Тоа сакам да ви доловам, дека со превземањето на владата имаше една сериозна, огромна дупка во делот на исплатата на субвенциите. Првата година, 24-та, со двете, односно со пренамената и со ребалансот, кој што се случи веднаш по изборите, се обезбедија дополнителни 40 милиони евра за исплата на стари долгови. Во 25-та продолживме да исплаќаме долгови од пред 4-5, па можеби повеќе години во платежната агенција. Зошто не били исплатени, не знам, а знаевме дека тогашната влада се задолжуваше кај меѓународните кредитори за да земе пари, кај завршиле треба допрва да се провери. Но исто така треба ние денеска оваа 26-та година да вратиме преку 2 милиарди евра кон тие кредитори кои што претходните се задолжиле. Во 25-та продолживме со сервисирање на тековните обврски и плаќање на заостанатите обврски. И во тековната 26-та година, со насењето на програмата која што излезе на почетокот на втори месец, до сега се исплатили над 30 милиони евра субвенции за предадено во односно аплицирањето за субвенции од 25-та година. Значи, тековната 26-та за 25-та година. Точно е дека има за дел 24-та, меѓутоа се работи за предмети кои што биле на дополнителни контроли, кои што биле, да речеме, со одредени долгови према државата, кои што сега се расчистени и тие тековно ќе се сервисират и тоа е речиси една помала сума на средства. Значи, најголем дел од субвенциите кои што сега ги делиме се за претходната производна година. Меѓутоа треба тука да знаете дека согласно правилата на аплицирање и исплата на субвенции, дека во наредната година, односно во тековната 26-та, некаде до крајот на месец 6 имаме обврска да исплатиме најголем дел за субвенциите од 25-та. Тоа значи дека има тековно сервисирање на обврските кон македонските земјоделци и овие 30 милиони евра кои што се поделени се токму за таа намена. Во наредниот период, нормално согласно динамиката и припремање на налозите, проверките кои што ги прави платежната агенција, ќе следи исплата на останатите земјоделски култури кои што се корисници на овие земјоделски субвенции. Меѓу кои оризарите, тутунопроизводителите, сточарите и така натака. Така да ние како влада максимално домаќински се однесуваме, гледаме на секој еден денар како момент каде што треба да го пратиме кај вистинските земјоделци, не за луксус, репрезентации било што, него напротив таму каде што е најпотребен и така ќе продолжиме до последниот ден од нашето владење.